Лани на 11 мај, како бомба одекна веста дека полицијата уапсила неколку дилери на хероин и кокаин, а при тоа ги дознала и нивните клиенти. Адвокати, директори, банкари вработени во јавна администрација, но и менаџери на кафе, барови, ноќни клубови и ресторани биле редовни клиенти кои набавувале кокаин од организираната криминална група. Имињата не излегоа во јавност, а и не се дозна колку точно дрога е запленета. 7 месеци подоцна во декември се случи следната голема наркоприказна во земјава. Уапсена е актерката Силвија Стојановска за обид за шверц на 700 килограми кокаин. Случајот, изграден со меѓународна соработка, не резултираше со заплена на дрога во земјава. Силвија Стојановска е опишана како соработник и преку неа се пренесувани значителни суми пари. Действувала како логистика, а со таа цел во текот на летото патувала и во Шпанија. Повторно со меѓународна соработка, македонската полиција во февруари годинава најде кокаин во Крушопек, скриен во пратка банани од Колумбија. Првичниот балон дека станува збор за заплена на 1,3 тони кокаин од полицијата, тогаш предводена од министерот во техничката влада Наке Чулев, се издиша веќе следниот ден. Во скопското село Крушопек беа откриени и запленети само дел од целокупната, односно 1 килограм кокаин, кој што според првичните информации, како што кажав, е дел од поголема количина која требало да заврши во нашата држава. И додека МВР нема многу со што да се пофали кога е во прашање хероинот и кокаинот, речи си секој ден во билтенот има апсења и заплени за марихуана. Дали е точен заклучокот дека на македонската полиција не и оди добро борбата против тешките дроги? Во Центарот за зависници во Кисела Вода, најголем дел од зависниците во Скопје ја примаат својата метадонска терапија. Во дворот нема голема раздвиженост, најверојатно поради COVID-19 епидемијата. Нема нови податоци колку наркозависници има во моментов во земјава, а последните официјални од 2017 година се дека 6750 лица инјектираат хероин или метадон. Иако невидливи, тие и во моментов се борат со зависноста. Невладината организација ХОПС активно помага во превенцијата од дроги во 13 општини во земјава. Според Владко Деков, ако секој зависник користи по 0,25 грама хероин секој ден во годината, тоа значи дека на домашниот пазар се тргуваат околу 600 килограми хероин. Толку тежи пазарот во Македонија. Таа е, да кажеме, најмаксималната количина на хероин кој што треба да се внесе во нашава земја. Искрено сметам дека количината веројатно е и помала, затоа што голем дел од луѓето кои што употребуваат хероин, посебно оние кои се долгогодишни, знаат да наместо хероин да употребуваат метадон, а освен метадон и бензодиазепини. Истите тие субстанции тие ги миксаат, ги комбинираат и ги инјектираат. Колку е успешна полицијата против трговијата со хероин, може да се види ако се вкрсти претпоставената потрошувачка со податоците за запленетата дрога кои ги обезбеди 360 степени. Црвената линија представува вредност од 600 килограми годишно, додека сината линија е количината која полицијата ја запленувала секоја година. Се поголемата разлика значи дека МВР се потешко фаќа значителни количини. Или по години, во 2010 МВР фатило 37,1 килограм хероин, следната година 23,7 килограми, па 55,3 килограми во 2012 година. Потоа во рок од 4 години, заплената на хероин паѓа до комични количини, 800 грама за 2016 или 730 грама за цела 2019 година. Годинава, иако не завршена, за прв пат по 5 години МВР покажува пристоен резултат од близу 10 килограми запленет хероин. Прашани за коментар на трендовите, од МВР велат дека работат посветено. Ние реално работиме на сузбивање на нелегална трговија со сите наркотици. Значи, не правиме разлика дали да се преферира било кој од нив. Напротив, значи, се прават сериозни планови и имаме постојано приведување на дилери, односно на организирани групи кои што се занимаваат со нелегална трговија со дрога. Додека МВР тешко се справува со хероинот, на пазарот е се попопуларна друга дрога – кокаин. Според ХОПС, го земаат и средношколци и тој се почесто е прва дрога на употреба, дури и пред марихуаната.
трендот на зголемување ни покажува дека не исклучиво луѓе кои се богати користат веќе кокаин. Тоа беше така во минатото. Сега 1200 денари, многу често луѓето знаат да си дозволат да користат кокаин само преку викенд или само еднаш неделно или еднаш во 2 недели. Во претходните години тоа не беше случај. Хопс нема проценка колку тежи пазарот на кокаин во земјата, но податоците за заплените се чини дека се реплика на состојбата со хероинот. Најголемите заплени, ако можат да се наречат такви, се од пред 10 години. 2 килограма во 2010 и 1,5 килограми во 2011 година. Од тогаш па се до годинава, вкупните годишни заплени се бројат во грамови. Меѓу нив 15,3 грама запленети за цела 2013 година или 70 грама запленети за цела 2015 година. Годинава повторно е надминат прагот од 1 килограм, но ако се одбие кокаинот од Крушопек, фатен со меѓународна полициска соработка, бројките се во рамките на просекот. Од МВР и за овие податоци се на ист став, се борат еднакво против сите дроги. Апсолутно, полицијата работи на сузбивање на било каква недозволена трговија со дрога. Се разбира, зависно од тоа за каква дрога станува збор и за каква група организирана која што работи со таа недозволена трговија со дрога, се преземаат соодветни мерки. Кога станува збор, на пример за кокаинот, ние имаме повеќе меѓународни акции во кои што голема заслуга има македонската полиција, а во овие акции се санкционирани и македонски граѓани, значи. Универзитетскиот професор Злате Димовски има своја теза за ваквите состојби. Неговото објаснување вели, може би не е коректно, но е факт. Сега веќе мора да кажеме дека во самите криминални организации едноставно членуваат или се плаќаат добри луѓе кои што знаат, ги знаат процесите, ги знаат сите елементи, структурата на полициските служби, поставеноста на дури одат до тоа да знаат и кој е на смена во одреден временски период кога треба некој да помине. Дефинитивно, корумпирањето најчесто и договарањето оди преку царинските служби и преку полициските служби. Може би не е коректно што го кажувам ова од аспект на полицијата или на царината, меѓутоа сепак факт е дека такви процеси постојат. Последниот елемент е и самото корумпирање на политичарите. И додека на МВР тешко му оди борбата со хероинот и кокаинот, полицијата бележи растечки успех во борбата против трговијата со марихуана. Во 2010-та, например, биле запленети 459 килограми марихуана, следната година 286 килограми, а во 2012 година вкупно 784 килограми. Во тие граници се бројките и за другите години, се до 2017-та, кога МВР запленил 1,5 тони. Близу 1 тон е запленети лани, а годинава веќе се запленети 1,3 тони. Објаснувањето на полицијата е дека најмногу се фаќа марихуана, бидејќи најмногу ја има. Пред се, во нашата држава највеќе се консумира нелегално марихуаната и пред се, затоа што е според цената најдостапна, но и поради другите причини кои што веќе ги знае јавноста. Се разбира, полицијата санкционира било какво недозволена трговија со дрога, но точно е дека најголеми количини се на марихуана. За работата на МВР против трговијата со дрога во неколку наврати реагираше и ВМРО ДПМН. Па опозицијата ја соочивме со фактот дека кога се во прашање тешките дроги, бројките во нивниот последен мандат биле полоши од сегашните. Партискиот портпарол вели, тоа е резултат на претходниот успех. Посериозните заплени кои што ги има правено Министерството за внатрешни работи кога било под водство на ВМРО ДПМН, значело и пресекување на каналите кои што подоцна е многу тешко да ги обноват наркодилерите. И затоа стапката на заплена била многу помала, да речам од некои екзибиционисти кои што се обидувале да повторно воспостават трансфер на наркотични, нелегален трансфер на наркотични средства. Арсовски признава дека МВР сега работи повеќе против незаконската трговија со марихуана, но вели дека за тоа има друга причина. Многу од оние луѓе кои што одледуваат марихуана во Република Македонија немаат каде да ги пласираат своите
производи кои што ги произведуваат, конкретно мислам на онаа хиперпродукција на лиценци за марихуана с фирми кои што ги добија, произведуваат, а немаат каде да ги продаваат своите производи. Имаше еден сомнеш кој што беше поставен из медиумите дека можеби дел од тие компании продаваат на црно. Сите знаеме дека тие компании, најголем дел, за кои што јавно говоревме, се поврзани со структури од власта или блиски до структури на власта. Така да можеби и да има еден, да речам, на некој начин картелски судир, каде што Министерството за внатрешни работи ги сузбива сите оние, да речам, го сузбива оној ланец на марихуана кој што шверцува низ држава, за да остави простор другиве така наречени легални компании кои што продаваат нелегално на црн пазар, но не е докажано и не е истражено, зашто би требало јавното обвинителство да истражи, за да може полесно да помине на пазарот. Таквите коментари се небулозни и несериозни. Значи, марихуана се запленува со години наназад. Без разлика кој е на чело на Министерството, од самите статистики ќе видите дека марихуана се запленува постојано, така што апсолутно се небулозни таквите коментари. Настрана од политиката, универзитетскиот професор Димовски вели дека веќе се работи на нови модели кои ќе ја подобрат борбата против трговијата со дрога. Тие подразбираат поорганизирана соработка и размена на информации меѓу единиците во полицијата и другите институции. Нашиот факултет за безбедност веќе има неколку програми, предметни програми во рамки на студиските програми, како ние да го развиеме тој процес на разузнавање, што треба да се превзема, што да се прави, и мислам дека тој процес ќе трае, малку ќе биде подолгорочно, но ќе мораме да се вклопиме во таквите начини на работа. Ако пак се спојат бројките за сите апсења, без разлика дали фатените дилери продавале марихуана, кокаин или хероин, генералната слика е дека земјава бележи напредок. До пред 3 години, вообичаено биле регистрирани околу 600 сторители годишно кои незаконски произведувале, продавали или овозможувале употреба на дроги. Лани таа бројка е речиси 900. Но како што покажуваат податоците, напредокот се должи пред се на успехот во борбата со марихуаната. Ако има подобрување против тешките дроги, напредокот ќе се види откако ќе се отворат центрите за зависници. Ако се намалува бројот на оние што бараат помош и лекување, тоа ќе биде показател дека нешто тргнало напред. Но дури и да е така, алармот ќе продолжи да свети силно црвено.